Парк шумата Водно. Парк шумата Водно денес е една од најзначајните зелени површини во околината на Скопје, која поради својата голема површина и намена има незаменлива заштитна, санитарно-хигиенска, еколошка и спортско-рекреативна улога. Пошумувањето на Водно е отпочнато веднаш по Втората светска војна, тоест од 1946 година. Првичната намена била заштита на земјиштето од ерозија, на објектите и населбите во близина, но и подобрување на водениот режим на поширокиот простор. Водно е прогласено за парк шума во 1976, а под ингеренции на ЈП Паркови и Зеленило пренесена е во 1988. Затвореници, адвокати, службеници, граѓани од сите општествени пори го пошумуваа Водно. Се работело деноноќно. Биле преселувани цели села, се пренесувале гробови и се создавале нови населби. Скопските хроничари се присетуваат дека веднаш по завршетокот на Втората светска војна, во 1946 затвореници од Идризово биле испратени да почнат со пошумување на скопскиот рид. Тие дури испија во зградите на сенаториумот на Водно, во малите ниски згради каде што сега се наоѓа Црвен крст. Во 1948 следуваат ударничките акции. На почетокот работеле единствено во саботите и во неделите, а потоа и секојдневно. Малку подоцна, во 1949 почнува агитацијата преку организациите на Народниот фронт низ сите скопски мала. Некои граѓани и по 3 месеци работеле на пошумувањето на Водно. За успешно пошумување биле вклучени стручњаци од Шумарскиот факултет, а оперативните работи биле изведувани од управата на Вонградско Зеленило. Планината е долга 12 км, а широка 5,5 км, односно зафаќа површина од 4573 хектари. На Водно, како што велат стручњаците, растат 1010 видови растенија, од кои дури 868 се автохтони. Деветото светско првенство во кајак и кану и 14-тото светско првенство во кајак и кану на диви води. Домаќин и технички организатор беше Кајакарскиот сојуз на Македонија, а покровител Киро Глигоров, председател на СФРЈ на тогашната заедничка федерација. 3 дена, 23, 24 и 25 јуни 1975 година, брзаците на волшебната и преубава река Радика беа мегдан на најдобрите кајакари на светот. На надпреварите учествуваа 60 кајакари од целиот свет. Патеката успешно ја поминаа 43 кајакари, а 17 не успеаа да стигнат на целта. Светското првенство на брзо кајакарење е меѓународен надпревар во веслање на кану и кајак по мирни води, организиран од Меѓународниот кану сојуз. Ова првенство се одржува секоја година од 1970-та, не вбројувајќи ги летните олимписки игри. Се до ноември 2008-та кану спринтот беше познат како трка на мирни води. Кајакот на диви води е еден од спортовите кој има убава традиција. Десетици македонски имиња се со голема меѓународна репутација. Вечно ќе ја